Добро вечер, Делчево. Јас навистина сум горда што вечерва ќе се обратам пред вас, затоа што ве гледам вака обединети, насмејани, заедно, и тоа со една цел, заеднички исправени на прав пат, да дојдеме до победа на 12 април и сите вие заедно со нас да продолжите да ги враќате парите кај граѓаните и да го подобруваме нашето општество, кое што значи единство во нашата држава и еднаквост за сите граѓани, за да стигнеме до демократска и праведна држава. Овие денови гледате што се случуваше во собранието. Се боревме како никогаш досега за покачување на минималната плата. Дали сме да се случи пратеници да закочуваат донесување на закон за минимална плата? Не, тоа не е дозволиво. А бевме сведоци дека 11 години ВМРО ДПМН ја држаа минималната плата, ја држаа минималната плата во најкритичните грањи, како што се текстилната, кожарската индустрија, индустрија за облека, под законско утврденото ниво на минимална плата за тие години, тогаш беше 10.000 денари, а овие најранливи групи на граѓани зимаа 9.000 денари. Тоа беше недостоинствено, недемократски, неправедно. Што направивме ние и како покажавме дека навистина се грижиме за граѓаните? Веднаш по доаѓањето на власт ја направивме минималната плата 12.000 денари и тоа во сите сектори во нашата држава. А денеска, заедно со вас, сите доедат, заедно со сите работници, но заедно и со стопанството, заедно со бизнис секторот, заеднички донесовме минимална плата од 14.500 денари. Ова историско покачување на минималната плата, а од доаѓање на власт до денеска минималната плата е качена за 60% во нашата држава. Но не застанавме тука, не ја покачуваме само минималната плата. Сите плати во државата растат. Растат платите во образование, растат платите во здравство, растат платите во детска заштита, во социјална заштита, во одбрана, во администрација. Зошто? Затоа што тоа се виталните сектори на нашата држава. Можеме ли без здравствени работници? Не. Можеме ли без наставници, учители и воспитувачки? Не. Затоа што тие се луѓето кои што се потребни во системот за да ги поддржуваат и да ги движат нашите здравствени системи и образовни системи. Дополнително, она што е најважно сметам, со 3 години зборувавме дека пензискиот систем треба да се стабилизира. И вие сите заедно со нас се согласивте дека да, пензискиот систем треба да биде добар и за младите идни пензионери и за сегашните пензионери. И затоа, наместо популистички политики и секоја година давање по 200-500 денари, ние рековме не, 3 години да стабилизираме пензискиот фонд и заштедивме 3,5 милиарди во буџетот и пензискиот систем е стабилен. Но кога имаме покачување на минимална плата над 15% и раст на просечната плата за 2.000 денари само за 2 години или над 5,7%, важно е да дадеме пари и кај пензионерите. И токму затоа, од јануари месец, зголемувањето на пензиите ќе биде 700 денари за сите пензионери, но го оставаме и законското согласување со трошоци за живот, што значи дека до крајот на годината тие ќе добијат од 860 до 900 денари купно со сите покачувања за таа година. Ова премиерот го најави што во јуни месец, заедно со пензионерите успеавме да дојдеме до заедничко решение и да можеме да го додадеме ова дополнително зголемување од наредната година. Сведоци бевме дека и социјалната заштита и граѓаните кои што примаат социјална заштита беа на маргините, им се даваа некои трошки, се злоупотребуваа за избор. Ние го променивме тоа. И вие сте сведоци за истото. Ја зголемивме за 3 пати социјалната парична помош. И не само што ја зголемивме, и дадовме можност да граѓаните добиваат повеќе и да живеат достоинствено, иако се на социјална помош, туку поведовме детски и образовен додаток. И тоа е основата на системот на социјална заштита. Идните генерации да се извлечат од сиромаштија. Како? Преку образование. И следиме децата од овие семејства, дали од училиште, дали се редовни, како успех постигнуваат. Нивните родители ги мотивираме, ги поддржуваме да бидат на работа, да се
преквалификуваат, доквалификуваат, да се активираат во општината, за да можеме за скоро време да ги видиме како активни на пазарот на труд и како достоинствено ја заработуваат својата плата, затоа што секој човек сака лево да се го донесе со собствен труд на масата. Никој не чека милостина, но нашето општество многу често знае да биде сурово, да ги дискриминира луѓето и да ги отфрла, но тие тоа го менуваме секој ден. Не само што ги враќаме парите кај граѓаните, го враќаме достоинството на најранливите и сите сте сведоци за истото. Ако зборувам за лицата кои што се социјално исклучени, најмногу сакам да зборувам за децата од тие семејства. Денеска 22.000 деца добиваат детски додаток. Ова порано не беше случај. Тие деца никако не беа поддржани од страна на држава. Нас ни е важно и ги поддржуваме токму тие деца и 22.000 деца го добиваат овој детски додаток. Стечајците со години на улици ги бараа своите права. Никој не ги слушаше. Лажни ветувања добиваа 10 години. Сите им ветуваа, никој не оспоруваше. Што направивме ние? За само 2,5 години направивме 4 законски измени на Закон за социјална заштита и опфативме досега 11.000 наши сограѓани стечајци со овој надоместок кој што ќе го добиваат како 8.000 денари, тоа е скоро минималната пензија, до пензионирање и понатаму ќе си остварат право на пензија. А сега во собранието е и последното законско решение како измена со кој што ќе опфатиме уште 1000, што значи оваа година ќе завршиме со решени 12.000 стечајци. И само како споредба ВМРО-ДПМН за нивниот мандат реши 4.000 стечајци, ние за само половина мандат решивме 12.000 стечајци. Тоа е бројка по 3. Со се ова што го кажав, другари, треба да сме горди што сме на власт, што горди затоа што го правиме ова наше општество, оваа наша држава подобро место за живење. Сите вие во Делчево сте сведоци дека се поголем број на граѓани имаат бенефит од мерките за кои што зборувавме вечерва. Ние имаме повеќе од 300 семејства кои што се опфатени со социјалната реформа. Повеќе од 200 стечајци само во Делчево. Имаме 76 млади кои што се вклучени во гаранција за млади. 21 лице од Делчево има воспоставено бизнис за самообработување и добил грант од 5.000 евра неповратни средства да направи компанија. И сето тоа само во Делчево. Ако видиме како работите се менуваат и продолжат по овој пат, бидете сигурни дека нашата држава ќе си ја направиме прекрасно место за живење. Јас сум сигурна дека вие знаете целото ова бараше многу труд и посветеност, но овде сум да ви ветам дека со истиот ентузијазм, со истата желба, со истиот мотив ќе продолжам и понатаму да ги остварувам правата на граѓаните и да се борам за подобар живот на секој еден од нас. И ве уверувам дека сме на прав пат. Секој дете да го извлечеме од сиромаштија, секој пензионер да си ја добие достоинствената пензија која што заслужува и на прав пат сме да изградиме демократска, праведна и земја на правда. Ви благодарам. И благодарам на Мила Царовска за незиното излагање. Секако ќе имаме можност на крајот да поставиме и прашања. Да го поздравиме и да му се заблагодариме за гостопримството и за полната сала.